Ја искористав оваа прилика за апел до парламентарното мнозинство да не ја одолговлекува темата за измена и дополнување на законот за пасошите. На 12 февруари поднесовме предлог закон за измена на важењето на патните исправи со Република Македонија, кои што се валидни, и се бара смена само на еден датум. Датумот 12.2.2024 година да се замени со датумот 31.12.2024 година. Овој хаос кој што е создаден со пасошите, намерно или случајно, од претходниот министер Оливер Спасовски, станува преголем товар за граѓаните, чии што слободи и права на движење се драстично повредени, но исто така се повредени и нивните потреби за посета во странство, лекување, образование, семејни обврски и слично. 650.000 граѓани на Република Македонија се затворени во Република Македонија без право да излезат од државата, со што се прекршува членот 27 од Уставот на Република Македонија, кој што гарантира слободно излегување од Република Македонија, и се прекршува Европската конвенција за човекови права и слободи, членот 2, кој што ја дава истата гаранција. Овие правни акти се со повисока правна важност од законот кој што бараме да се смени. Затоа апелираме на разум до пратениците од СДСМ и од ДУИ, овој проблем кој што го креира и секој ден станува се поголем, да бидат човечни, да го надминеме со една мала, но многу битна измена на законот за пасоши, исто како што тоа го направивме со возачките дозволи и им го олеснивме животот на граѓаните кој што претходно беше загрозен со некои несовесни законски решенија. Она што ни е кажано од собранието е дека овој предлог закон, поднесен од ВМРО ДПМН пред 10 дена, се уште е на превод, но навистина сме зачудени што има толку да се преведува во преведувањето на датумите. Ние бараме датумот 12.2.24 да биде заменет со датум 31.12.24 година и се гледа дека и сегашниот председател на собранието не одлучува сам, веројатно во негово име одлучуваат Талат Џафери и Бујар Османи, кои што се против решавање на овој проблем кој што го имаат граѓаните. Затоа апелирам и преку вас медиумите ова законско решение што побрзо да се најде на собраниска седница. Имаме барање и за итна седница, има закажано седница на 28 февруари, кога и да сметаат дека е згодно, но што е можно побрзо да го решиме овој секојдневно растечки проблем. Благодарам, доколку имате прашање, повелете. Кој што ги сменија во која смисла? За тоа што платија? Моето мислење дека владата го прекрши своето ветување дека смената на документите нема да значи дополнителен финансиски трошок за ниеден граѓанин. Но испаѓа дека за многу граѓани кои што ги сменија документите и платија дополнително, тоа е голем финансиски трошок и треба да си размисли Министерот за финансии и целата влада како да им ги рефундираат овие средства, бидејќи кога го подпишуваа преспанскиот договор, тврдеа дека тој нема да има фискални импликации за ниеден граѓанин на Република Македонија. Темата, че како се однесувате на 24 април, дали партијата води кампања, бидејќи според она што го кажа Одик, нема да важи нему купите купува. Ќе важи или нема да важи? Како кажа Одик, извинете? Бидејќи според Одик нема да има моќ за парламентарните избори. А во тој ден се и претседателски избори. Ќе ги почитуваме препораките на Државната изборна комисија и доколку во тие 2 дена треба да има молк по однос на кандидатот за претседател, тоа ќе го почитуваме, без да има промоција на активности на кандидатот за претседател од ВМРО ДПМН, а доколку е дозволено да се промовираат кандидатите за пратеници, ќе го искористиме само тоа право. Па, доколку е препорака од ДИК и ако партиите совесно ја почитуваат, се надевам дека нема да направиме некаков законски престап.